Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие гледате Правда и неправда. Мој вечерашен гостин е председателот на Основниот суд Скопје 1, популарно наречен Кривичен суд, Иван Џолев. Станува збор за еден од најголемите судови во државата, кој постојано е во фокусот на јавноста, не само заради карактерот на предметите кои што таму се судат, туку најмногу и заради тоа што таму завршуваат сите предмети од организиран криминал, а во последните 2 години и од специјалното јавно обвинителство. Мојот вечерашен гостин јавноста го запозна пред неколку години, поточно во 2016 година, кога јавно му се спротистави на тогашниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Судирот дојде до кулминација, до меѓусебни обвинувања, фрчеа кривични пријави, а по многу турбуленции, нарушени меѓучовечки односи, сменети двајца ВД председатели во Кривичниот суд, кои што завршија со оставка, во моментот околностите се сменети и состојбата во овој суд е навидум релаксирана. Сега Џолев е председател со судот и менаџира со Кривичниот суд, додека Панчевски по казна е префрлен во оделението за прекршоци. Добро дојдовте, господине Џолев. Добро вечер за вашите гледачи и секако за вас лично. Долго време се договараме за ова ваше учество во емисијата, но состојбите во судството, а особено оние што се поврзани со Кривичниот суд, никако да изгубат од актуелност, па затоа имаме многу теми за разговор. За почеток ќе ве прашам, колку судирот со Панчевски и одлучноста да му се спротиставите ви беа на некој начин добра препорака за челната позиција која што ја добивте на 8 ноември 2017 година? Па видите, сега судирот со Панчевски, тој судир не беше воопшто планиран. Јас колегата го знам многу одамна, веројатно од сите колеги во Кривичниот суд со Панчевски се знаеме најдолго, уште од средно школа, заедно учевме. Точно во иста гимназија, дека сте учеле Да, учевме во иста гимназија, во различни класови, меѓутоа ние таму другарувавме, така да познанството датира многу одамна. Воопшто немав намера да имам било каков конфликт со колегата, дури и сега го почитувам и секогаш, нели, доколку тој побара нешто од мене, сега од позиција на председател, сигурно дека би му искочил во пресред, нели, во смисла на обезбедување на услови за работа. Тоа што се случи помеѓу нас, тоа го оставам во минатото. Едноставно реагирав на некои барања кои што сметав дека се, како да кажам, непристоен предлог, можеби, да употребам фраза, така да реагирав, што се вика, на природно, барајќи ја правдата. Вие тогаш го обвинивте за притисок? Да. Меѓутоа, точно е таа кривична пријава беше подоцна отфрлена и не најде тука простор за отварање постапка. Да, кривичната пријава беше отфрлена. Јас се уште сметам дека таа кривична пријава не требаше да биде отфрлена, меѓутоа така стојат работите. Тоа беше во тоа време проценка на јавниот обвинител Владимир Милошовски, ми се чини дека го работеше предметот. И не би имал што друго да додадам. Панчевски ќе го оставиме малку за подоцна, а сега сакам нешто друго да ве прашам. На функција стапивте пред 1,5 година, како што реков. Тогаш бевте избрани со 11 гласа за, 2 против, колку што се сеќавам. И мислам дека немавте најмногу бодови, меѓутоа, кога бевте предложени за функцијата, од членовите беше кажано за вас дека имате организаторски способности, знаете, веруваат дека
ќе знаете да менаџирате со меѓучовечките односи. Како ја оценувате вашата работа, еве, од оваа дистанца по 1,5 година? Колку успеавте да воведете ред во кривичниот суд и да ги подобрите меѓучовечките односи, затоа што во еден период бевте тема и во судскиот совет, кој што разгледуваше информација за состојбите во судот? Видете, председател сум на Кривичниот суд 15 месеци. И сега не знам, може би е малци неблагодарно или тешко човек сам за себе да зборува колку е успешен или самиот себе си, нели, да се критикува. Меѓутоа во пракса верувам дека, односно се покажа во пракса дека често пати тие автоанализи се и најискрени. Па ќе се обидам да бидам што е можно поискрен и поотворен, колку што, нели, ми дозволува мојата позиција која што сега ја вршам. Еве да ви помогнам, за да не дојде дека треба сами да се фалите. Кога ја президовте функцијата, рековте дека ќе почнете со многу анализи, но дека сте свесен дека во тој момент судот е, ве цитирам, на колена. Направивте ли такви анализи? Што покажаа вашите анализи и дали сметате дека го подкренавте на нозе судот, ако не да биде исправен, тогаш да стои на нозе? Да, најдобро е кога за вас зборат резултатите. Точно е дека веднаш откако ме назначија за председател на судот, почнав да ги вршам тие анализи, да гледам кои се бројките, каде се слабите точки во судот. Секако внимавав и на тоа да, нели, тие евидентно нарушени меѓучовечки односи да се подобрат. Сметам сега кога ќе погледнам наназад дека успеав во тоа. Меѓучовечките односи сега во судот навистина се, како што рековте и вие, релаксирани. Има дебата помеѓу судиите, имаме многу правни дилеми за кои што постојано дискутираме и изнаоѓаме соодветни решенија. Колку успеавте да ја промените перцепцијата на граѓаните дека раководите со ispolitizirан и скорумпиран суд, бидејќи кога се зборува некако за судството во целина, сепак предпоставувам дека знаете дека фокусот е на кривичниот суд. Да. Ќе одговорам и на ова прашање, со тоа што сакам, еве, да се навратам и на она претходното, бидејќи не го дадов до крај одговорот. Уште со самото мое назначување, значи, пристапив кон реорганизација на судот, односно се направија големи промени во распоредот на судиите. Секако, тоа не го направив сам, туку во соработка со моите колеги, разговарав со сите поединечно, правевме анализа кој на кое место. Колку ги почитувавте нивните желби, затоа што во изминатиот период токму годишните распореди беа еден од начините за местење, ако може така да се каже, на подобни суди. Да. Апсолутно ги почитував колегите, нивните, нели, желби, секако во склоп, нели, со тие анализи кои што ги правевме заеднички пред се. Доказ за тоа е и самиот факт што првиот годишен распоред кој што го направив, на истиот приговара само тројца мои колеги. Оваа година е направен... Еден од нив беше Панчевски? Не. Не реагираше Панчевски? Не реагираше Панчевски. Не се сеќавам точно кои тројца колеги, меѓутоа Панчевски не реагираше. Оваа година не направив ниедна промена, затоа што резултатите покажа дека навистина секој си ја работеше добро својата работа, така да еве оваа година воопшто немам никаков приговор по однос годишниот распоред. Сакам да ги пофалам судиите на Кривичниот суд, кои што покажа дека навистина даваат се од себе
работат вредно, носат храбри одлуки во овие, како да кажам, сложени времиња за Македонија. Да се подсетиме дека ние имавме во текот на овие 15 месеци 2 амнестии, имавме навистина храбри одлуки по однос притвори, постојано бевме на удар на јавноста, меѓутоа целосно се отворивме, бевме транспарентни. Сето тоа мислам дека... Велите дека сте задоволен како раководител од сработеното и од начинот на кој што функционира судот. Меѓутоа, предпоставувам дека не сте изолиран остров. До вас доаѓаат критиките од граѓаните, кои што и натаму се многу незадоволни од работата на судовите. Колку до вас доаѓа доаѓаат тие забелешки и тоа незадоволство од граѓаните, дека затоа што се уште постои едно уверување дека и натаму судството ни е корумпирано, исполитизирано, дека практично судиите на некој начин се однесуваат како сончогледи, само и се вртат од таму кај што е сонцето, па сега порано биле блиски до една власт, а сега некако одлуките што ги носат се трудат да ја одобровалат некоја нова власт, ново парламентарно мнозинство. Видете, значи јас секогаш се фокусирам на судот на кој што сум јас претседател. Вие убаво го формулиравте прашањето, односно ми го поставивте генерално за судството. Не можам да зборам генерално за судството, нели секој одговара за своите постапки, Врховниот суд за своите постапки, апелациониот за своите, а основните судови за своите постапки. Сметам дека Кривичниот суд навистина изминатиот период ја смени перцепцијата на граѓаните визави она што се вика владење на правото и независно судство. И затоа и пред малку... Како тогаш го објаснувате писмото на амбасадорот Бейли? Да. Кој што јавно побара, а вие тоа му го дозволивте, го објавивте писмото, побара од судиите да не се повикуваат на американската амбасада и наводно дека некои одлуки се носат под притисок или во договор со меѓународната заедница и со странски амбасади. Дали успеавте да лоцирате кој од вашите колеги шири такви информации или кој се повикува? Видете, политизирањето, ако убаво го разбрав прашањето, политизирање имаме секогаш кога има притисок врз судиите со водење на постапки за нивно разрешување. Значи, на тој начин да се изврши притисок на судијата, да се замисли каква одлука ќе донесе. Бидејќи во изминатиот период немаше разрешување, значи тој тип забелешки нема. За кој период збориме? Па последнава година и пол судскиот совет не разреши ниту еден. Да, не разреши, меѓутоа дали сте имале забелешки, дали дошол некој кај вас во канцеларија да би се пожали на притисоци од било како вид? Да. Видете, значи постапки против судии од страна на незадоволни странки постојано има. Се поднесуваат представки или пак некакви си предлози за нивно разрешување. Јас тука гледам притисок врз судиите, нели, во смисла во кој правец да размислуваат, односно какви одлуки да носат. Не мислам дека, бидејќи станува збор за акузаторен систем, кој што се применува во Република Македонија, не мислам дека водењето на постапки против актуелни функционери значи дека, односно немање на такви предмети, значи дека судот е политизиран. Видете, во акузаторната постапка, постапките ги поведуваат обвинителството или, нели,
Министерството за внатрешни работи. Така да доколку постои некакво си политизирање, ајде да кажеме на таа тема да збориме, треба веројатно да го поставите тоа прашање кај обвинителството. Зошто не поведува постапки против актуелни функционери кои што се во моментот на власт? Судот постапува по поднесени обвиненија, односно по наредби за спроведување на истражна постапка, повторно донесена од страна на обвинителството. Во таа смисла судиите не може да се обвинуваат дека се политизирани, нели, затоа што не воделе постапка против актуелни функционери. Дали утврдивте кој шири од судиите информации дека писмото, Американската амбасада им врши притисок? Во врска писмото на амбасадорот Бели, можам да кажам дека станува збор за едно големо недоразбирање. Од чија страна? Па, видете, значи и самите медиуми веројатно добиле информација, раскажана информација од не знам точно кој, дали тоа судија или пак можеби некој службеник од другите органи кои што го имаа добиено писмото, бидејќи писмото не беше проследено само до Кривичниот суд, туку и до Министерството за правда, беше проследено и до Кривичниот совет, до Врховниот суд и до Апелациониот суд. Значи можеби таа информација е проследена од таму, искочила од таму. Меѓутоа евидентно не е битно од каде излегла информацијата, туку содржината на писмото. Да, па тоа сакам да го објаснам. Таму јасно е лоцирано дека амбасадата бара да се стави крај на шпекулациите дека некој врши притисок. И моето прашање беше, два пати ви го поставувам во таа насока. Дали утврдивте кој шири такви информации? Видете, значи писмото предпоставам дека го имате прочитано, затоа и реков дека станува збор за големо недоразбирање. Многу медиуми го, како да кажам, го прераскажуваа писмото. Односно, нели, она што им беше кажано, па го толкуваа, па правеа анализи на истото, што тоа значи, па пишуваа наслови за да бидат спектакуларни, дека има влијание врз судиите. Добро, затоа решивме се виновни медиумите. Не, меѓутоа за да нема недоразбирање и шпекулации, ние решивме нормално со согласност на Американската амбасада да го објавиме тоа писмо. И на вистина, откако го објавивме писмото, престанаа веќе коментарите по однос истото. Јас со амбасадорот Бели се видов по објавување на писмото во една многу убава, пријатна, релаксирана, позитивна атмосфера. Разговаравме за истото, значи апсолутно само констатиравме дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме. Американскиот народ многу има допринесено за развојот на независноста на судството и многу вложи, апсолутно. Би сакала да се префрлиме на нешто друго. Минатата недела колегиумот на Кривичниот суд излезе со заклучоци во врска со начелниот правен став на Врховен суд. Шефицата на организиран криминал искажа малку чудење во една од нашите емисии, па дури и сомнеш дека сте ја сгрешиле адресата. Зошто? Која шефица? Русковска, на организиран криминал. Зошто побаравте од државниот јавен обвинител Љупчо Јовевски да ви каже како ќе треба да постапувате по предметите од СЈО и зошто побаравте автентично толкување од обвинителството да иницира, кога се знае дека тоа е работа на парламентот. Не ви ли беше доволно изјавата на Вангеловски, кој рече само Господ е повисоко од Врховниот суд? Видете, во врска начелното правно мислење, кој што Врховниот суд го донесе, интересно е што како никогаш досега, предходно, правните експерти, обвинителството, па и судовите, имајќи предвид реакцијата на Кривичниот суд, не биле толку единствени околу дилемата за тоа дали Врховниот суд
имал надлежност да донесе такво начално правно мислење или немал и што точно сакале да кажат со тоа мислите вие, правно имал или мислење. немал? Како правник? Па со оглед да ние веќе се обративме до обвинителството. Или бевте збунети од нивното образложение и Добро, постапување? ние го дискутиравме тоа на колегиум и сметавме дека треба да побараме автентично толкување. Очигледно нешто не сме се согласувале со тоа правно начелно мислење на Врховниот суд, па бидејќи немаме право како основен суд да побараме автентично толкување самите, ние баравме начин како тоа автентично толкување да го побареме од собранието. Еден од начините е преку по-логична јавното адреса, обвинителство. да речеме Министерството за правда да биде тоа наместо Веројатно обвинителството? станува зборете за проценка на колегиумот. Сепак ние тие одлуки ги носиме како колектив заеднички. Проценка беше дека треба преку обвинителството тоа да го направиме. Сега по однос самата содржина. Многу мина, ќе се сложат дека нели тоа е само препис на самата одредба, членот 22 од законот за СЈО. Јас мислам дека тоа правно начелно мислење нема да види светлината на денот, затоа што ете од изјавите на Јовевски и на Јанева може да се заклучи дека тие проблематични предмети ќе ги земе обвинителството за организиран криминал, па во таа смисла самото правно мислење едноставно е безпредметно. А со оглед на тоа што парламентот закажа сега и председателски избори, очигледно ќе треба да почекаме и на автентичното толкување. Во една од последните настапи во Правда и неправда, обвинителката Катица Јанева од специјалното јавно обвинителство на прашањето зошто и по 2 години од 20 процесуирани предмети само 3, едно или 2 имаат веќе конечна одлука, 3 се и со првостепена пресуда, вината ја префрли на судот. Дали судот е виновен за одолговлекување на предметите на специјалното јавно обвинителство? Видете, предпоставувам дека обвинителката Катица Јанева мислела на некои си минати времиња кога на вистина да се процесуира предмет на СЈО беше многу тешко. По мојот избор за председател на Кривичниот суд, апсолутно гарантирам, и тоа е лесно проверливо, јас лично, значи, ова сега што ќе ви го кажам као статистика, кој имам проверено, секојдневно имаме закажани судења на СЈО. Значи, од 20 работни дена, 20 работни дена се судат предмети на СЈО. По исклучок имаме некои месеци каде што од 20 работни дена, 19 работни дена се судат. Согласите дека во моментот кога дојдовте на функцијата председател на судот, се беше закочено. Беше закочено, се согласувам, меѓутоа и вие направивте нов годишен распоред, па 2 судења, чинам шамарите во центар, транспортер мора да се вратат на почеток, бидејќи добија нов судија. Да. Така што на извесен начин ќе се согласите дека и тука има мало одолговлекување со промената на советите и председателите на советите. Анализата која што во тоа време ја правевме со колегите, велеше дека и со таа промена која што ќе се направи во распоредот на судиите, дека сепак до крајот на 2018 година ќе имаме 6 до 7 завршени предмети од специјалното јавно обвинителство, што ние лично го сметавме како одличен успех, имајќи предвид да претходно предметите воопшто не беа ни започнати. Кои предмети очекувате до крајот на годината да бидат завршени? Зборам за тие што веќе се завршени. Збориме за Тифани предметот, збориме за Труст предметот, за Тенк предметот, за 300,
При крај мислам дека се Титаник 2, Титаник 3. Да, меѓутоа Титаник 3 се врати на почеток, повторно. Да. А зошто така лесно го прифативте барањето за изземање на судиката Олја Ристовска? Да, дел, само да докажам, дел од предметот со шамарите, исто така имаат завршница, каде што имаме само признание. Така да, многу предмети од специјалното јавно обвинителство се завршија. Веројатно во текот на 2019 година и преостанатиот дел, сигурно уште 7-8 предмети, ќе добијат свој епилог. И мислам дека во таа смисла има добра динамика и судот. Ме прашав за Титаник 3? Да, видете, значи тука судијата Олја Ристова, значи лично поднесе барање за иземање од предметот. Она имаше своји аргументи. Не мислите дека премногу лесно ги прифативте низните аргументи, дека и врши притисок специјалното јавно обвинителство и специјалната јавна обвинителка соучество во емисија? И беше исто така наведено дека и медиумите вршат притисок. На кој начин вршат медиумите притисок? Значи, видете, воопшто тоа не беше едноставна одлука или како што вие велите лесно го прифатив иземањето на судијата. Воопшто не е така. Со судијата разговаравме најмалку два пати, 3 пати, не знам, и тоа подолго време, каде што судијата аргументираше кои беа нејзините причини поради кои што го бара тоа иземање. Точно е дека во самото решение за иземање не образлагаме премногу, нели, по однос причините, меѓутоа во тие наши состаноци судијата едноставно ме убеди дека навистина може во јавноста, нели, да се свати дека може да има некоја си нишка на пристрасност во одлучувањето, доколку остане да биде председател на Советот. Симптоматично е тоа што обвинети се во тој предмет двајца функционери од ДУИ, па тоа остави простор за сомнеж дека токму заради тоа што на обвинителна клупа седи актуелниот координатор на пратеничката група на ДУИ, на некој начин толку лесно се врати целиот, се одолговлекува постапката и се врати на почеток, затоа што сега треба нов судија да распределите со АКМИС, тој да се запознае со предметот и се да тргне од почеток. Видите, јас очекувам, тој предмет не е голем, не е толку обемен, за да ако и почне од почеток, сега ќе трае наредни 3 години. Значи, предметот очекувам дека до летото можеби да се заврши. Значи, одолговлекувањето би траело 2 до 3 месеци. Сметам дека тоа не е некој предолг период. Добро, еве, да предпоставиме дека... да почне од почеток Титаник 1, Титаник тоа е веќе многу проблем. голем предмет, со многу обвинети. Меѓутоа, јавноста има чувство дека некако недозволиво ќе одиме на уштедни избори, па макар тие биле председателски, без да се расчисти темата околу изборни манипулации. И дека тоа некако од циклус во циклус се провлекува и нема судска разврска, а судската разврска би придонела за евентуални нови злоупотреби и изборни манипулации, тој што ги прави да се подзамисли дали би се впуштил во една таква авантура ако знае дека може да одговара на суд и да добие затворска казна. Јас се согласувам и судот прави све за да може тие постапки да ги убрза и да имаат епилог. Меѓутоа, станува збор за многу сложени предмети. Титаник 1 има преку 2000 аудио снимки.
Има, не знам, многу сведоци. Едноставно предметот самиот по себе е гломазен и невозможно е да се заврши за еден толку краток период. Сега имаме избори. Да, меѓутоа, како да ви кажам, не можеме ние да носиме избрзана одлука која што нема да биде аргументирана. Знаете, на времето судството генерално се обвинуваше дека и во судството постои, ќе употребам тежок збор, еден вид на диктатура, односно едноличие, се носат идентични одлуки. Ако се обвини некој, тој мора да биде осуден со затворска казна. Сега тоа едноличие го разбивме. Имаме една целосна шареноликост во одлучувањето. Да, меѓутоа се уште ви забележуваат во јавноста, па и адвокатите, дека дури и таму кај што нема докази, потешко му е на судот да се откаже или да ослободи од вина некого и некако се оди по линија на помал отпор со условни казни. Видете, значи, за таа шареноликост ќе продолжам за да ви одговорам на прашањето. Ако изанализираме какви одлуки се носеа изминатава 2018 година, ќе видиме дека ние имаме во иста одлука затворска казна и ослободителна осуда. Имаме во предметот Тифани условна осуда која што беше потврдена од апелациониот суд. Во предметот насилство во собранието имавме условни осуди кои што беа преиначени од апелациониот суд во затворски казни. Имаме предметот 300 кој што е укинат. Значи, зборам за една целосна шареноликост, што упатува на тоа дека не постојат диктати вакви одлуки да се носат или онакви одлуки да се носат. Судиите ги анализираат детално секој предмет засебно и апелационите судови исто така. И тоа е, да кажеме, еден нов квалитет во судството и мислам дека и граѓаните позитивно реагираат на таа промена што се случува во судството, односно почнуваат да веруваат во независноста, а не во диктати, дека мора да се донесе таква одлука, осудителна или ослободителна. Вие верувате дека граѓаните ви веруваат повеќе од порано, а риториката на партиите некако не се промени. Порано беше сваровски судство во времето на СДСМ, сега е кацарска судство, како што квалификува опозиционата ВМРО. Јас верувам дека да се ослободи судството од тие етикетирања за политичко влијание и дали може да се ослободи? Јас верувам дека граѓаните имаат сменето перцепцијата визави судството, а особено ќе кажам визави кривичниот суд. Како што реков, имајќи ги предвид сите тие храбри одлуки кои што кривичниот суд ги носеше изминатиот период. По однос етикетирањето, навистина тука треба малце повеќе да се внимава, нели, да не се дозволува од никого да се руши интегритетот и авторитетот на... Го чувствуваат ли судиите тоа како притисок од политичките партии? Па сигурно дека и тоа е еден вид на притисок. Пазете, сваровски судство или кацарска судство. Сите и едната етикета и другата се дадени во негативна конотација. Иако, ако мене ме прашате за судијата кацарска, таа е еден од најдобрите судии дефинитивно, кој што многу совесно си ја врши својата и стручно си ја врши својата работа, меѓутоа пазете од некоја политичка партија се става негативна конотација. Јас сум против такви етикетирања на судството да биде сваровски или да биде кацарска судство или не знам какво судство. Сметам дека треба да имаме кривичен суд кој што ќе гарантира независноста, кој што ќе го гарантира владењето на правото. Имаше многу сомнеш околу АКМИСот и опозиционата партија го проблематизираше моментот што најважните предмети во кривичниот суд ги добива токму судиката кацарска.
Имате ли одговор вие на тие обвинувања? Да, апсолутно имам одговор. Потврли ли АКМИСот или не функционира? Видете, значи предметите 300 и тенк со годишниот распоред, нели, тие предмети пред моето назначување за претседател на судот припаѓа на друг судија од организиран криминал. Кога се правеше нов распоред, значи по случаен избор, тие предмети тенки 300 припадна на судијата Кацарска како цело одделение кој што го превзеде од претходниот судија кој што постапуваше во тој оддел. Што значи за тие предмети да нема дилема, АКМИСот не ги доделил на Кацарска, туку кога се правеше реорганизацијата, тоа одделение припадна на Кацарска. Така ги доби тие два предмети. Сега по однос предметот 27 април, насилството во собранието, тој точно е дека АКМИ системот ја исфрли Кацарска како судија кој што ќе постапува по тој предмет, со тоа што сакам да објаснам дека и не е толку чудно како испадна Кацарска. Во одделението за организиран криминал, судечки суди, има 9 судии. Кога доаѓа еден предмет во судот за да се процесуира, за да се додели на судија, нели, тој најпрво се дава на совет за оценка на обвинителниот акт. Во тој совет за оценка на обвинителниот акт учествуваат тројца судии, што значи од исто по случаен избор. Од тие 9 судии кои што се дел од одделението за организиран криминал, ние минусираме тројца кои што учествувале во оценката на обвинителниот акт. Самиот судија Туфекџич уште на стартот побара иземање поради учеството на неговата ќерка како оштетена во тие настани и за да нема, нели, сомне за пристрасност доколку се падне на него, се изема од можноста да постапува по тој предмет. Тоа се минус 4 судии. Судијата Дарко Тодоровски во тој период беше на одмор и беше исклучен од АКМИ системот. Тоа беа 5 души кои што не учествуваа, да кажеме, во тој бубањ АКМИ систем, нели, и немаа можност да го добијат предметот. Остана четворица, немаше иле во распределувата на предметот. Апсолутно. Остана четворица судии, меѓу кои и Кацарска, и ете, не знам на вистина како, меѓутоа АКМИ системот ја исфрли судијата Кацарска. За некој кој што е лаик и не ги познава добро состојбите, тоа е симптоматично. Симптоматично, да. Премногу случајности, а со оглед на тежината на предметот, и бекграундот на судиката, оттаму и сомнежот дека тој дошол во рацете на искусна и долгогодишна судика која што може да се справи со сите предизвици што ги носи тој предмет. Може таков заклучок да се донесе, иако ве уверувам дека не е така. Затоа и минатата недела пуштивме соопштение од судот и ги повикавме сите независни експерти кои што се разбираат во информатика, во компјутери, во такви софтвери, слободно, нормално, согласно со судскиот совет, да извршат една контрола на АКМИ системот, вклучително и за овој предмет, и доколку утврдат некоја аномалија, апсолутно да пријават, да сносиме одговорност и така натака. Јас ги убедувам сите и ги уверувам дека со АКМИСот се постапува законски и согласно деловникот. Да, но не добивме некакво прецизно и појасна слика за тоа какви злоупотреби беа правени во минатото и кој е одговорен. Бидејќи истрагата се уште не е завршена. Да. Кога го спомнавме случајот 27 април и судиката Кацарска, како дојде до такви недоразбирања да побарате од судиката да се произнесе самата околу амнестијата? Видете, тоа не се недоразбирања. Незнаење беше тоа, неукос, местенка,
Или што беше во позадина, бидејќи таа реагираше и рече дека тоа не е во нејзина надлежност, туку на кривичниот суд. Да, видете, ништо од тоа што го наведовте, ниту незнаење, ниту неукост, ниту местенка, едноставно имаме различни мислења за тоа кој треба да постапува, кој требаше да постапува по донесената амнестија од страна на собранието. Ние имавме колегиум на кој што сите присутни колеги од кривичниот оддел и од одделението за организиран криминал заземавме став дека по однос амнестијата, одлуките треба да ги носи судечкиот судија, бидејќи тоа се мериторни одлуки. Кривичниот совет не носи мериторни одлуки. И тоа беше нашиот став. Судијата Кацарска не сметаше дека... И нејзините аргументи се прилично убедливи, затоа што на некој начин во старт ги доведува и во нерамноправна положба учесниците во постапката, обвинетите, и зазема некаков априори став Не, тоа е примена на закон. Дали ќе го примените законот или нема да го примените законот. Знаете, кога првостепената одлука оди во апелациониот суд, нели, каква и да е, дали е осудителна или ослободителна, кога ќе се укине под предпоставка, повторно се враќа на истиот судија. Дали Добро, тоа е така, меѓутоа и олеснивте работата, Да, предпоставувам, видите, може ние да не го дозволивме, продолжи... апсолутно, не дозволивме да трпат обвинетите во постапката, да се ги остварат своите права и во таа смисла одлучивме да нема инатења и едноставно кривичниот совет да ги донесе тие одлуки, иако и денеска, бидејќи со судијата Кацарска имаме одлични релации, односи, додека пиеме кафе или разговараме. Останувате на ставот? Да, секој си стои на своја страна и така. Добро, и тоа е демократија. Да. Кажете ми, во изминативе 3 месеци една од најактуелните теми беше бегството на Груевски. И по 3 месеци се уште немаме, значи, јасна слика која институција сгреши. Јавноста има впечаток, и јас лично се разбира, дека институциите како да си ја префрлаат вината. И при последното лоцирање на одговорноста на СЈО повторно ви ја врати топката назад и рече дека пропустот за бегството е во судот и во одделението за извршување на санкции. Кажете ми, имаше ли можности да се превенира бегството на Груевски? Видите, јас и претходно кажав за акузаторниот систем кој што ние го применуваме во Република Македонија. За да судот определи мерка за обезбедување на присуство или притвор, мора во таков акузаторен систем да има предлог од страна на обвинителството. Затоа ја направив уште на времето таа паралела со осудениот Ѓоко Поповски, за кој што, нели, во истиот предмет, за кој што обвинителството, односно не беше во истиот предмет, меѓутоа не е важно. 300. Да, ете така, за кој што обвинителството побара притвор, нели, ради таква превенција од бегство, да не се случи, и судот го определи. За осудениот Никола Груевски, таков предлог за определување на мерка притвор не беше побарана, а судот по службена должност не може да определува самиот мерка притвор. Јас на една од вашите претходни емисии каде што гостуваше обвинителката Катица Јанева, чув погреши колешката дека кога е над 5 години... Да, таа одредба е укината. Таа е старата одредба, така да сега исклучиво само по предлог на обвинителството можеме да определуваме мерка притвор. Дали требаше они да предложат, тоа е нивна проценка. Да, впечаток е дека се изгубија неколку многу драгоцени дена. Најпрво судските доставувачи, јавноста имаше информација дека не доставувале за време на викенд. Па потоа во понеделникот не го нашле дома. Не беше ли тоа доволен знак, сигнал дека нешто се случува за да
Видете, може да се преземе нешто, бидејќи како да се подгреваше атмосферата во јавноста, дека еве прашање на дене и договор со екс-премиерот Никола Груевски, тој самиот да се пријави на издржување на затворската казна во... Видете, значи, ние бев судот, работеше толку транспарентно што буквално секој наш чекор беше следен од медиумите и се пишуваше, се објавуваше поодно што сега ќе превземаме, па што е наредно, па дали може во сабота и недела да се врши достава и така натака и така натака. Јас ве уверувам дека од страна на одделението за извршување на санкции по предметот се постапуваше што се вика школски. Тој заклучок го има донесено и самиот судски совет, кој што побара да изврши увид во предметот, односно работењето на судијата кој што постапуваше по тој предмет. Дојде трочлена комисија од судскиот совет кој што вршеше анализа во све она што е постапувано, доставата, упатниот акт, роковите законски кои што се предвидени во законот за извршување на санкции, и од нивна страна, тоа го имате и на нивниот вебсайт, има соопштение каде што се е пофалена работата на судијата за извршување на санкции, па во таа смисла само ќе повторам дека воопшто немаше грешка од страна на судот. Инаку ние слушавме по однос бегството секакви нели па понекогаш дури и малициозни и пишувања, па и анализи за тоа кој е виновен, дали СЈО, дали МВР, дали судот. Треба да се остави јавното обвинителство, нели, да си ја заврши работата. Добро, првичната информација. Да, првичната. Дека нема кривична одговорност, што е малку чудно. Да, и дека не поминал на сега малце еве како на шега ова ќе го кажам, бидејќи до сега мислам дека никој не го кажал. Не поминал на легален премин, туку на некој див премин, кој што треба да го обезбедува војската. И сега председателот на државата е врховен командант на војската, дали треба сега да сноси одговорност председателот на државата. Бидејќи нели во повеќе наврати се бараше и некаква си командна одговорност од претпоставените. Значи, дајте ве молам, треба да се знае, одговорноста си има име и презиме. И доколку имало јатаци, тие треба да сносат одговорност. Јатаците кои што помогнале да се случи бегството на еден осуденик. Вие што мислите? Каде е одговорноста? Каде ја лоцирате вие одговорноста? Видете, јас се фокусирам на одговорноста на судот, дали постои или не. Затоа и така настапувам. Одговорност кај судот не постои во случајот за бегството на Груевски. Добро, не постои кај судот, не постои кај СЈО, а постои бегство. Како и да е, ми останавте должни едно прашање на почетокот кога го спомнавме Панчевски. Сигурно и до вас доаѓаат информациите дека судијата Панчевски е премногу активен на социјалните мрежи. Србите велат не се либи или не се стеснува, што би рекле ние, да дискредитира новинари, странски представници. Дали тоа може да се подведе во сликата на еден лик на совесен судија? И нема ли кај вас една доза на преголема комфорност, па дури и тактизирање, да не го искористите вашето право да поднесете или побарате да се отвори постапка во судскиот совет за Панчевски, затоа што очигледно е дека еден сегмент е работата на предмети, меѓутоа има нешто што се вели и што влегува во сликата за угледен судија. Не му верувате на судскиот совет, кој што е истиот, сега е веќе променот, меѓутоа до неодамна
е тој судски совет што вас ви избра, или чекате нова констелација на односи во судскиот совет, или погруба грешка за да побарате разрешување на судијата? Видете, некако постои некоја лојалност или се добива впечаток ви се сменија улогите и сега се заборави за неговата одговорност и за се она што порано ви бодеше очи и го наведувавте и во кривичните пријави. Видете, значи, апсолутна надлежност за утврдување на неетичко однесување, евентуално сносење на одговорност, разрешување на судија, надлежноста е на судскиот совет. Меѓутоа, предлогот може и председателот на матичниот суд да го даде. Па да, како информација. И како иницијатива во законот. Точно е дека до мене стигаат такви информации за активностите на судијата, иако јас немам ниту Facebook, ниту Twitter, ниту Instagram и не знам уште која социјална мрежа. Јас немам такви акаунти и не следам што се пишува, што се збори по истите, меѓутоа точно е дека ми известуваат, некогаш и ми покажуваат некои си објави на слики кои што навистина нели се кој збор да го употребам за анализа. И точно дека очекував дека судскиот совет ќе по службена должност ќе треба. Очекувате тоа да го направи новиот судски совет, можеби? Па можеби новиот судски совет. Очекувам и многу други постапки кои што се започнати во судскиот совет да имаат брз епилог, а не да се даваат приоритет на, да кажеме, постапки кои што се од понов датум, кои што и не се од толку големо суштинско значење. Знаете, се водат представки или постапки против судии кои што подолго време не пресметале трошоците на постапката. Океј, да, треба и за тоа да се анализира. Меѓутоа, ние имаме една ситуација, еве ќе ја спомнам, повторно Врховен суд ќе ја спомнам, каде што одлучуваше во, не знам кој беше советот и кои беа судиите, каде што одлучуваше во трет степен за мерка за обезбедување присуство на обвинети кои што нели сега се избегани, тоа се Грујовски и Бошковски. Замислете каква правна несигурност Врховниот суд да одлучува во трет степен за мерка за обезбедување присуство со објаснување дека била ограничена слободата на обвинетите и кога е таква ситуација Врховниот суд можел да одлучува. Епа не е така. Значи има точно наведено во законот во кои ситуации има трет степен. Има трет степен и тој се применува само кога се носи мериторна одлука. Значи во прв степен обвинетото лице било ослободено, во втор степен апелациониот суд ја преиначува во затворска казна. И мора во таков случај, законот предвидел, да му се овозможи, бидејќи таа е конечна одлука, и тој од слободен човек од еднашка му изрекуваат затворска казна и мора да иде во затвор. Тогашка се дозволува Врховниот суд во трет степен да ревидира евентуално таа одлука, да му се овозможи нели на осуденото лице сепак нели да се избори за својата слобода. Кога станува збор за определување на мерка притвор, значи во било кој момент од постапката таа мерка може да биде ревидирана. Може уште наредниот ден да биде пуштен со гаранција. Може да му се укине затоа што престанале околностите поради кои што таа била определена. Не постои во таков случај третостепеност во одлучувањето. Меѓутоа Врховен донесе, имаме постапка која што трае веќе година и пол, постојано се одлага и не се носи одлука, а инаку мислам дека станува збор за барање за разрешување поради нестручно и несовесно работење. Сосема на крај сме во финалето.
Гледате дека 1 час летна, имаме многу прашања. Сакам да ве прашам каков е вашиот став околу реформите во судството, дали одат во вистинска насока и колку преселбата во новиот кривичен суд, барокен суд, ви ги подобри барем малку просторните услови, затоа што имаше многу забелешки во фаза на изградбата, дека направени се пропусти во начинот на кој што е изграден и малку има отстапување од стандарди. Јас сум и член на телото за реформи, така да сум во тек со се она што се заговара, оние измени на законот за судови, на законот за кривична постапка, на кривичниот законник, за судски совет. Сметам дека ќе има значителни подобрувања на законските решенија, меѓутоа, нели, веќе сите почнавме истото да го повторуваме, имплементацијата на истите е она што е по-значајно. Законите сами по себе не ни се проблем ни во изминатиот период. Верувам, поради се она што претходно го кажав, барем за кривичниот суд, повторно воспоставување на таа комуникација помеѓу судиите, колегиумите, одржувањето, анализи, правните дилеми и така натака, дека си дава свој допринос да едноставно реформите, нели, се движат во сакањето. Важите и за еден од потранспарентните председатели на судови. Да, и со тоа се гордееме, апсолутно. Не ми одговоривте за зградата. За зградата, видите, просторно, секако дека дава многу подобри услови за работење. Точно е дека недостасуваат уште многу работи, нели, да не набројувам, затоа што навистина има многу аномалии во таа зграда, меѓутоа ќе повторам, просторно ги задоволува потребите за функционирање на кривичниот суд, а дека има уште многу што... Што мислите за идејата да се отвори судница во рамките на истражниот затвор? Таа можност и претходно беше предвидена. Чув од Управата за санкции дека нешто такво ќе се изгради во новиот Капедом Идризово. Тоа, видете, тоа е добра работа, законски е предвидена. Сега колку имаме ние такви сложени предмети, тероризам, па од безбедносни причини, наместо во судска зграда да се суди во таква една судница. Ама на тој начин нема да се блокира целиот град. Да, сигурно, добродојдено е тоа. И на крајот, сосема на крај, да не бевте судија, што ќе бевте по професија? Дали може би фудбалер, бидејќи во скопскиве кругови ве знаат? Да. И како фудбалер? Да, фудбалот мене ми е страст. Јас од 7 години играм фудбал и професионално играв и имам награди за сето тоа и бев многу добар фудбалер. Меѓутоа, некако во животот секојаш го одбирав потешкиот пат. Мислам дека правото многу е потешко неголи фудбалот, па така тука и одговорот, нели, требало да има и појасни правила во судството, ама не секогаш се почитува. Би го одбрал правото повторно. Јас ви благодарам за учеството во вечерашната емисија Правда и неправда, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам убава вечер и останете со програмите на 1 ТВ.